Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринско еспресо на добро познатата фреквенција. Понедела ден пауза. Јас, Љупчо Златев, се враќам ово утро заедно со вас. Се надевам дека не ви недостасував. Колегите се потрудија да го потполнат празното столче и мислам дека во голема мера успеа во тоа. Ово утро со мене ќе коментираме, анализираме и полемизираме со Столе Наумов. Столе, добро утро. Добро утро. Раскажи нешто за Лондон. Како тие гледаат на Трамп, например? Има најразлични анализи. Види, во поголем дел тие анализи се проевропејски, не се баш. Да, многу интересна ситуација. Затоа што Британија е повеќе упатена кон Европа, во трговска размена можеби 10 пати повеќе. Не се 10 пати повеќе, но имаат двојно повеќе во однос на Соединетите Американски држави. Нивната трговија е со Европската унија. Тврст капитализам, тој американската, кај нив го нема тој. Кај нив го нема тој. Ние се по лабав концепт. Не американски, Трамп и например Маск сега. Главната дебата во овие моменти, нели, каде што бев во Велика Британија и во академските кругови, каде што бев, и во медиумите е една, а тоа се економските последици од доаѓањето на Доналд Трамп. Тоа се главни теми. Кон нив. Тоа е главна тема во медиумите. Оно што можев да го забележам тие дена додека беа таму, беше една понуда, беше во Таймс, во радиото нивно, затоа што весникот Таймс има и свое радио. Беше гостин еден од советниците за економска политика на Доналд Трамп, кој кажа, цитирам: ние на Европа ќе воведеме најверојатно царини, тарифи ги нарекуваат. И гледам и кај нас ги нарекуваат тарифи, тарифа е царина. Царини од 20% на европските продукти ќе воведиме, рече тој. На Велика Британија можеме да ја дадеме поволен договор, но под услов и таа да воведе такво нешто на Европа. И сега, нормално Велика Британија, затоа што најголем партнер им е ЕУ, токму затоа беше крајно ирационално што излегува од ЕУ, но Велика Британија веднаш нова реагира како не, тоа нема да се случи. Имаат сега средба на Г20 уште малце, се најавува дека заедно со Макрон, со Шолц, со останатите европски лидери, Велика Британија на европска страна ќе се стави во однос на оваа политика на Трамп, која е, според она што може сега да се анализира, иако се уште Доналд Трамп не ги најавил официјално како ќе изгледаат овие негови политики кон Европската унија, но ова отвара трговска војна. Доналд Трамп ќе отвори трговска војна со Европа. А Доналд Трамп го викаат мистер Тарифа. Да. И од економските аспекти во неговата програма јас не сеќавам на нешто друго освен воведување на тарифа. Односно царини, да значи да им преведеме на македонски, тоа се царини. Не воведување, и сега постојат одредени минимални. Не, зголемување. Зголемување, тие сакаат да направат царини од 20, 30, 40%, зависно од земјата, сакаат кон Кина да стават и поголеми проценти за Кина тотално да ја ограничат да продава во Америка, но истото сакаат да го направат и кон Европа. Европа, зошто сака ова Доналд Трамп да го направи кон Европа? Затоа што Соединетите Американски држави имаат одреден суфицит, односно дефицит во трговијата со Европската унија. Што се случува? Америка негде околу 700 милиарди годишно увезува од Европа, а во Европа извезува околу 500 милиарди. Значи околу 200 и нешто милиарди се сега, не ме земајте збор, но огромна сума на пари, каде што европејците повеќе продаваат во Америка од американците во Европа. Ова отвора една огромна можност за Доналд Трамп е сега, ова ќе го сменам, но верувајте, нема да дојде тоа без реакција од европска страна. И сега па прашањето е едно. Европа може да ги пласира своите продукти и на други пазари. Европа е географски поврзана со Азија за разлика од Америка. Може да отвори слободна трговија со Азија многу поголема. Од друга страна, Соединетите Американски држави имаат прилично скапи продукти. Кој освен Европа може да купува Тесла на светов? Кој освен Европа може да купува
iPhone. Еве, како два, ќе ги земеме како два крајно американски продукти. Кој освен Европа можем да троши многу пари во Макдоналдс? Трета американска компанија. Доколку не се европејците, каде ќе продава он? Во Јужна Америка ќе продава Тесла. Знаеш, има како? Расте стандардот и на другите крајеви, а иначе за iPhone во Кина, јас сум многу кинески колеги, сум имал седби сите има iPhone и се чудев. Абе добро, ама ти си имал со кинези од повисоката iPhone класа. таму се правиш. Ама сега, знаеш, има една друга работа. Европскиот пазар Куповната моќ е зголемена и на други држави. зголемена е, Трамп но вела дека прво што ќе направи нема толку робустно да отиде на Кина, тук ќе се обиде да ги раскара, односно да направи раздор во БРИКС. За да види, го тоа е симне една политика. Тоа е една политика. потенцијалот за конкуренција. Во однос- Може таа унилатералност да ја Во однос продолжи на уште малку. Европа, она што сега го најавува Доналд Трамп, оние мерки кои сега ги има Доналд Трамп кон Европа, се де факто трговска војна. That's it. Да, таа трговска војна има веќе познати елементи од првиот мандат, меѓутоа ој е бизнисмен, мислам дека поединечно ќе се договара, ќе преговара. А за бизнисменот е битна цената, купување и продажба. Еве Лами, кој што беше прв човек на Светската банка, не на Светската банка, се извинувам, на СТО, Светската трговска организација, вели дека тоа што пред малку го спомена ти, дека Британија треба да внимава и дека не може својата иднина да ја планира без да биде тесно поврзана со Европската Унија. Зошто е тоа така? Тоа Еве. треба и ние да го следиме, затоа што Не, види. ако Соединените американски држави воведат повисоки царини за Европа, Европа ќе биде во проблеми, например, со производство на Еве. автомобили, продажба на автомобили. Во проблеми ќе биде автомобилската индустрија, автоматски тоа е принцип на слеани садови и Македонија влезе Еве во сега, проблеми. например. Кај нас колку е? Над 50, над 60% од извозот Мислам дека е од 70. трговските 70. од трговските зони, така? Нас ни е најголем. Слободните Не, трговски зборувам, не знам Ние сме колку е врзани од со Германија доминантно. ние сме доминантно врзани со Германија, но вкупно над 70% од нашата трговска размена е со Европската Унија, остатокот е повеќе со соседите кои не се дел од Европската Унија, тоа се Албанија, Косово и Србија. И многу мал дел, значи еден многу мал дел, Ја ми со Бугарија милиарда и 300 имаме. и ама не Последната Бугарија е година. дел, ја ставам во Европската Унија, Трговска- значи Бугарија е дел од Да, како Европската Унија. соседи, да. Не, зборувам за другиве соседи кои не се дел од Европската Унија, Србија, Косово и Албанија. Значи, нив кои ќе ги ставиме, кои се исто така како и нас зависни од европската економија, тогаш статистиката е дека ние сме целосно зависни од европската економија. Еве сега ќе ви кажам ни еден пример. Најголем придонес во македонското БДП индивидуален има компанијата Джонсон Мети, така? Джонсон Мети е британска компанија од автомобилската индустрија И Джонсон Контролс, првата па го смени името. Добро, после. нема врска, една корпорација е тоа. Доколку воведе Соединетите американски држави воведат тарифи за Велика Британија, производството овде ќе се намали. Кога ќе се намали производството, ќе се намали обртот, нели, на нема да бидат 2 милиарди, 3 милиарди колку се таму годишно таа компанија, 2 милиарди мислам дека се 2,5. Ќе бидат многу помалце, со самото тоа ќе падне бруто домашниот производ на Македонија. Со тоа самото тоа ќе паднат буџетските приливи во Македонија и да, со самото тоа ќе падне македонската економија, ќе падне и вашиот стандард. Доколку се воведат тарифи за Дрекселмайер, која е германска компанија, која произведува за автомобилска индустрија, за автомобили кои во Мексико се прават па се продаваат во Америка. Колку има? 4000 вработени, колку има? Над 3 сигурно. Да, значи доколку падне обртот на Дрекселмайер, ќе падне обртот на македонската економија. Ние сме директно зависни од Европа. И ние немаме, знаеш, некој кој ќе рече БРИКС, окей, ја немам никаков проблем ти да тргуваш со БРИКС. Америка, немам проблем да тргуваш со Америка. Но ти географски си врзан со Европа и твојата економија е врзана со европската економија. Доколку Европа падне 1%, паѓаш и ти 1%. Оваа стагнација во македонската економија која имаме во изминатите години се базира на две работи.
прво се базира што до сега, сега не знаме, ќе видиме новата влада какви резултати ќе донесе. До сега имавме ситуација да половина од она што имаме ние мал раст на животниот стандард, мал економски раст, мал раст на БДП и така натаму, ние поради тоа што имавме влади кои не водеа добра економска политика, но тоа е само не е ни половина, третина е тоа. Главната одговорност е тоа што не расте германската економија во изминатите години. И вие ако видите, македонската економија не расте затоа што не расте германската економија, не расте европската економија. И Европа не се со скрстени раце. Не случајен е телефонскиот разговор на Шолц со Путин. Апсолутно. Неговата изјава беше: ние очекуваме, знаеме дека американците ќе го прават тоа сега во мандатот на Трамп многу почесто, многу редовно. Превенивме ние први да го направиме тоа. Ако они веќе прават без проблем комуникација со Путин, зошто и ние тоа да не, без разлика дали ние непријател, дали е, ние треба собствените интереси. И што друго очекувам во таа нивна поголема автономија што ќе мора да се случи. Има една историска меморија, која што наметно едно правило дека во таа кратка историја, колку и да е, на Европската Унија, во ситуации на меѓународни кризи, најкреативна била Европската Унија. Тогаш се појавувале лидери, тогаш се појавувало лидерство. И најстратешките, најважните, најбитните историски одлуки во постојањето на Европската Унија се донесени токму во такви моменти. Заради тоа, оваа меѓународна кризна ситуација, која што еве, како фил на тортата, ќе моделира Трамп со неговиот мандат, може би идеална за нови, цврсти, креативни, револуционерни, да не речем, лидери на Европската Унија, кои што ќе донесат поцврсти одлуки, кои што може би ќе одат во насока на поголема автономизација на политиката на Европската Унија и превенирање и осамостојување во поглед на досегашната целосна поврзаност и сраснување со меѓународната политика на Соединетите американски држави. Кога беа изборите во Соединетите американски држави, најголем дел од луѓето мене ми забележува зошто преку оваа емисија, преку мои неколку гостувања на различни места пред се во телевизиите во земјава, сум коментирал дека Камала Харис е подобар избор за Македонија како председател. Па дури сега у последно време никогаш не сум рекол дека Камала Харис ќе победи, но при оние анализи секогаш сум кажувал дека предвидливоста која ја носи Камала Харис е подобра за Македонија, за Европа и така натаму. Ми забележуваа неписмени идиоти поради ова. Пак ќе кажам, неписмени идиоти. Сум бил ваков, сум бил онаков, сум поддржувал. Но сега ќе видат што значи политика на Доналд Трамп кон Европа и како таа ќе се одрази на Македонија. Ние да ги имаме тука најпаметните економисти, да ја имаме најдобрата влада у свет. Доколку Доналд Трамп воведе 20% тарифи, односно царини за Европската Унија, нашата економија ќе биде во длабоки проблеми. И она е реалноста која никој не сака да ја види. Прво, тоа не значи дека треба да се откажеме ние и да замрзнеме со Соединетите американски држави. Не. Не сме ни кои сме ние тоа да го правиме. Не може. Проблемот е во тоа како да бидеме умешни да го балансираме. Ние не можеме да побегнеме од Европа затоа што сме тука. Во овој момент, тоа е суштината. Во овој момент ние сме во толку лоша состојба што ние не можеме да балансираме. Може и предизвик. Да ние сме единствено во овој момент зависимо од тоа како Европа ќе се постави во цела оваа работа и дали Европа ќе успее. Успехот на Европа во оваа состојба за нас значи успех или пропаст. Ако Европа успее да излезе како победник од оваа состојба, победники сме и ние како Македонија и може да имаме економска перспектива. Ако Европа падне, европската економија поради оваа политика на Доналд Трамп, која се очекува, ќе видиме дали ќе биде, нели? Паѓаме и ние со Европа. Ние немаме, знаеш ние не може да излеземе од кругот. Ние сме во едно географски сме таму. Ние не може да што ќе правиме? Можеме да очекуваме ние од Трамп? За Трамп Македонија е Не.
Ние не може да очекуваме од Трамп Видите, ништо. за Балканот, за поранешна Југославија, Трамп знае, еден колега Арно го каже тоа, речи се исклучиво од она што како вици му ги кажувала Меланија Трамп, нели она е Словенка. Друго ништо што ќе му каже Меланија, тоа е. Па добро, Е, сега, Меланија е многу млада, има заминато ако од се- Балканот, може и да не ги знае ни Па вицоите, знае, да не е бидеме толку младо, реални. над 55 Да. колку години има. Сега во тие вицови традиционално македонците се така, македонче, црногорците беа мрзливи, босанците беа малку глупи, србите што беа сејаци, насилници. Види, ние- Ако се водиме по тоа што кажуваат вицевите, кои што му ги Па пренела помеѓу Меланија на Трамп, подобрите сме ние, значи не сме толку лоши. не се лоши. Да. А исто така, ова треба се напомене за да многу не правиме работи кои што не ни долекуваат согласно големината, согласно моќта, да не се многу перчиме. Една колешка Тоња, да, во едно интервју со еден близок човек, сега баш за време на изборите и после изборите, близок човек на Трамп, го прашува а што пишува, што има во папката на Трамп за Бугарија. И он одговара, ние немаме папка за Бугарија. Ние имаме папка за целиот регион тука, Балкан, па и пошироко и за Европа. Папка посебна, поготово за Македонија, нема. Па нема, вие ако сакате со оглед на тоа Да не какви бидеме ние департмани има во State Departmentот, ние сме во Ние сме на 70, 80 не, место, не, знам. департманот Во што нивните говорен за приоритети. нас е Southeast Europe, Југоисточна Европа. Ние сме у тој департман. Ама у Југоисточна Европа ти се од значи да се разбереме. Не збор нас Втората мене и работа, тебе. што можеме ние да му дадеме, сега побрза Не, сите. ние не може ништо да дадеме. Белграѓани му дадоа на зетот на Кушнер, како се викаше, Само да бидеме зградата на генералштабот. само да бидеме. Албанците се многу тие како се приказни, трансформира. сега види, тие рибарски приказни. Па се рибарски, ако со рибар така треба да... Тоа се бизнесмен. рибарски приказни Албанците зошто? дадоа остро химара, што кај химара тамо. Значи, на во Кушнер исто. делот офицерскиот Што дом да, во биле Србатна, заинтересирани за во Србија коридорот. и Кушнер, значи, у Македонија тоа кога ќе го чуе вака некој на медиум и ова е све вина на нас новинарите. Одма ќе ви кажам пример. И во Србија и во Македонија. Кушнер го купува офицерскиот дом у Белград. И ти добиваш перцепција дека Кушнер дошол со Иванка под рука и децава и го разгледуеле, па мереле со адвокати, преговарали и така натаму. Иванка вика Дечки, идната председателка за Дечки, Трамп. тоа не изгледа така. Тој офицерски дом го купил некаков фонд во кој Кушнер имал некаков удел. И најверојатно е дека зетот на Трамп не ни знаел дека го купил тоа, затоа што не го купил он, туку го купил фондот индиректно преку 500 руки. знаеле србите. Значи, да се разбереме. Веројатно. Во За да му се светскиот доближат. бизнис и економија на тоа ниво работија не изгледаат како ти која идеш да купиш станува Дора. Да отидеш ти, не отишол со, знаеш, Кушнери, дај јас ја да видам, па чекај, вучиш мене попуст да ми да. Тоа не изгледа така. Во светската бизнес елит. Таму се знае. Таму отишол некаков фонд во кој Кушнер имал некаков удел. Дали, која насока, знаете? Значи, вака, насоката... Со една многу паметна девојка се вика Ивана, докторантка во Калифорнија, разговаравме на тема Трамп и вели вака, кои први 3 чекори ќе ги направи Трамп? Прво, разбира се, тие пријавите да ги откачи. Сега веќе се во тек тие и што ги имаше судските за фраканци. Втора за работа како да им се одолжи, да им даде Види. бенефит да ги обештети за тоа што го поддржувале. И таму и Америка е шешбе ситуација. Тие што го поддржуваат, вика како да им даде некој бенефит на најблиските соработници и поддржувачи. Низ вакви аквизиции, не само во Америка, туку е на Балканот, во некои држави, Украина. Во Украина која му е најбитна работа што е разговарал со Зеленски? Се интересирал за ресурсите, никако Кина не сме Да ги земе? да ги земе таму во Украина, и второ се интересирал како да го алтернира присуството на американската војска, која според него е многу скапа во Европа, тие бази, со украинска војска. Тука од целиот план за победа и за мир на Зеленски, само во тие две точки
Трамп рекол нема гајле. Значи, тој бизнисменски инстинкт и размислување. Ние може да му на Трамп да му го подариме И третото... Армент Мифтари, вели како советник за музичка уметност и култура. Тоа е авторот на онаа позната песна Thank you USA, you're my best friend. Да. Не сакам да ја кажам на акцентот на кој испеана. Види, Столе, ние на Трамп не може ништо да му понудиме. Една добра работа на оваа влада, пак ќе кажам, тоа е добра работа, е тоа што пред изборите успеа да обезбеди преку две линии добри односи со екипата на Доналд Трамп. Првата линија... Гренел е тука. Значи, првата линија е Гренел, втората линија е преку оној македонецот, како се викаше, Крис Павловски, кој... Рембле, како му се вика? Рамбл. Што е како мрежа, како... Телеграм, не знам. Не е мрежа? Не, тоа е како YouTube за конзервативци. Многу моќна... Вчера имаше Крис Павловски пост, каде што беше заедно со еден од најблиските соработници на Доналд Трамп, беше заедно со... Крис Павловски беше тука, да. Не, ама вчера Шилиманов, беше заедно со за Македонија најдобро Маск, соработи. Објави фотографија со Илон Маск и со Доналд Трамп, Крис Павловски од вчера. Еве, само секунда да ја најдам на социјалните мрежи, се извинувам. Мислам дека е на Facebook објавена, само да видам, да, на Фейсбукот кај Крис Павловски пишува Крис горе: The greatest selfie of all time, the man who saved free speech. Односно, најголемото селфи на сите времиња со човекот кој го спаси слободниот говор. На сликата се Крис Павловски, Илон Маск, Доналд Трамп и уште тројца кои, да бидам искрен, не ги познавам. Едниот можно и да е обезбедување некакво на Доналд Трамп. Во лифт е направено фотографијата. Значи, Крис Павловски, кој е македонец по потекло, кој е собственик на Rumble, каде што поседува еден од собствениците на Rumble, основачите, една компанија, Питер Тилен, мислам се викаше, тој е претходниот партнер на Илон Маск, е директно поврзан со Трамп. Двете линии се тие: Гренел и Крис Павловски. Нашата влада успеа преку двете линии до сега барем да обезбеди одредени релации. Тоа е добро. Тоа не може да го критикуваме. Но Гренел не доби тоа што го очекуваше. Гренел не доби ниту функција, се зборуваше дека ќе биде државен секретар. Ќе го обработиме тоа кој што добил. Значи не требаше да биде државен секретар за за надворешни работи, не го доби, го доби Марко Рубио. Кубанскиот американец. Нешто гледам дека и во за кој што Трамп велеше 2016 критикуваше, нели, Марко Рубио. Добро, Трамп со сите своји соработници велеше многу се поти дека не е соодветен за прв човек на двете американски држави кој ќе седне во тие меѓународни фотеи. Второ, значи видовме дека таму не пројде баш работата добро. Еви и со разузнавачките агенции очигледно дека и там, но ќе добие некаква функција сепак. Ама Редклиф кој ќе биде од СИА, така ли? Нема да го остат без функција Гренел, сега да бидеме искрени, секако нешто ќе добие и преку него може да се направи нешто. Но пак ќе кажам, Гренел, да каже, беше амбасадор во Берлин, па имаше проблеми таму со германските власти и беше специјален пратеник за Косово и за Србија. Што и да направиме сега, тоа е суштината. Независно е, имаме линкови. Но што и да направат тие линкови, ние не може ништо да добиеме, пошто ние сме зависни од односот на Трамп со Европа. Тоа е суштината, ние сме од тој кош. Едино да се деси чудо, знаеш што може Трамп да ни направи, ама зошто би ни го подарил тоа? Да рече, еве ви, ние сме стратешки партнери, да имате договор за слободна трговија, немаме тарифи со вас и вие со нас, па да доаѓаат европски фирми тука да произведуваат за да може да изведуваат у Америка. Да тоа. Али ова што го зборуваме утопија. Ова е невозможно. Да бидеме острово. Може, ама немаме инфраструктура за тоа. Не, види, нека го направи тој договор, ќе доаѓаат од Европа фирмите, они ќе ни направат инфраструктура. Па нешто слично мислам дека Србија има во моментот со Русија, ама не е обемот таков како што би бил. Замисли, например, тоа ако го добиеме ние. Да. Као мала земја вика, слушај, од тука тогаш ќе имаме наплив на мигранти. Тогаш друг проблем, ама не верувам дека ова може да се случи. Да се разбереме. Како транзит не сме толку атрактивни. Не. Ова е too good to be true. Значи, да се разбереме. Невозможно е.
Така што и да се ово ние геополитички во ситуацијата со Бугарија, благодарение на овие добри врски може да се случи одредено лобирање во наша полза. Може да се случи одредено лобирање, но пак ја кажам, ако влезе во трговска војна со Европа, ние ќе бидеме селјаците кои први гинат, затоа што ние имаме најслаба економија и тоа е тоа. Ај вака да размислуваме. Ова му е втор и последен мандат. Макар што во историјата на Соединетите американски држави имаме и поеднакви примери, например Рузвелт 4 мислам дека мандати имаше. Тоа друг не го прекршил правило, мислам дека после тоа е зациментирано. Да, не. Е обврзано со одредено пишан документ, меѓутоа кај Трамп никош не треба да се каже никош, затоа што он е непредвидлив и мислам дека нема со оглед на неговата возраст нема да инсистира да прави финти со трет мандат. Јас мислам дека неговата керка ќе подготвува, ќе лансира за следен мандат да биде првата жена страна, председателка. Иванка се повлече од јавноста, така што... Добро, може би тоа е тактика. Види, Столе, Соединетите американски држави не се ни Русија, не се ни Северна Кореја, не се ни Кина. Со оглед на тоа што е втор мандат последен, мислам дека он нема да прави такви популистички екзибиции како што правеше во првиот мандат, не е обврзан, не му е битно тоа. Ке сака нешто мисионерско, визионерско да направи. Сега ќе ти кажам, да остави некој печат. Која е моќта на Доналд Трамп и која е разликата во системите? Сега колку и да ви звучи чудно. Во македонскиот систем, во Македонија, нашиот премиер има поголема моќ од Доналд Трамп што има во Америка, иако таму е председателски систем. Зошто? Поради политичката култура. Во Македонија, кој да е премиер, доколку има мнозинство во собрание, он ќе одлучи кој ќе биде председател на собранието. Така, Мицкошки сега да има 61 пратеник сам, као што има, он кој ќе одлучи, тој бе брат ќе биде. Као што Груевски... Тука во Сенат, поголем дел од функциите во Сенатот, во овој момент... на истражува, значи, председател на Сенат стана човек кој не е омилен на Доналд Трамп. Неговиот фаворит изгуби внатре во битката за Сенат. Да, тоа е знаеш, таму не е, како се викаш, тоа е земја со Марко Рубио, не е негов избор за да биде, но едноставно наметнат му од партијата. Без поддршка на... Ако не го стави од Марко Рубио, ништо нема да му поминува у Конгресу Сенат и тоа е тоа. Таму е демократијата... За советник за национална безбедност, мислам дека не му треба согласно со Сенат, да, за овие другите му треба. За Рубио му треба, значи. Да. Без Сенат не може. За обвинител сега ќе му падне најверојатно предлогот за државен обвинител. Не е системот како кај нас. Другите предлози, Злате, фај да им ги представиме на пример, Министерство за енергетика ќе го води тип за кој што климатските промени се комунизам. Крис Врајт. Будала. Извршен директор на компанијата Liberty за здравство. Energy за здравство. Кенеди. Не, Трамп не го подпише договорот, нели, за климатските промени малку, па после тоа Бајден кога дојде го подпише. Кенеди кој што е антиваксер, меѓутоа и он сега омекнува, вели, јас нема да ги терам да не се вакцинираат, меѓутоа ќе инсистирам на посигурни вакцини. Не, види, Кенеди има кажано дека него му пуштиле црв за да му влезе во мозокот и му го има изедено 70% од мозокот. Тоа го има Кенеди кажано кој изјава. За таква будала станува збор. Неговиот брат, неговата сестра и пошироката фамилија Кенеди, тој е внук на Роберт на РФК, Роберт, како беше, Фицджералд, ако не се лажам, Кенеди. Тоа е братот на Џон Кенеди, кој исто така беше нели убиен во атентат. Ово е внук, братанец, како се вели. Да, ово е директен внук од брат на JFK. Сега што се случува? Целата негова фамилија во неколку наврати во отворени писма до американската јавност и вика, него сваќа тој озбилно човеков е лут. Значи има проблем. И Доналд Трамп сега го става на така висока позиција, чудно многу, дури чудно и за Доналд Трамп. Други интереси. Кој ќе биде министер за одбрана? Тоа е многу битна работа. Човек кој што беше водител на Fox. Колега. Да, колега. Значи утре може столи тебе, ако дое СДС на власт, за одбрана, не, да те стават, да речеме, министер за одбрана. Може и Левица, може и ВМРО. Ај само ова да го видиме. Кој е тој? Ја ќе те поддржам. Да. Ја после ќе набавувам оружје.
Не можеме да го најдеме. Како се викаше? За обвинителот. Тој е многу скандалозен. Да, е. Не, како се викаше кандидатот што е номиниран од негова страна за водителот на ФОК, за министар за одбрана, секретар за одбрана. А инаку еве колку е разликата голема меѓу Трамп и другите председатели. 20 која беше прва година после инаугурацијата, само 3 дена, првата посета на председателот американски сегашен во заминување Бајден беше на Брисел, во главното седиште на Евроатлантската организација на НАТО и центар на најголемата зона на слободна трговија во светот. Како се однесуваше кон Европската унија Трамп? Он ја посетуваше само протоколарно. Нешто ако треба со папата, некоја прослава на Нормандија, искасувањето, такви инаку многу не патеше. Доналд Трамп е прилично американоцентричен председател и тоа е лошо за Европа. Ама тоа е контрадикторно малку. Америка не може да биде најголема светска сила, а да се изолира. Па тоа е суштината, затоа што моќта на Соединетите американски од глобализацијата произлегува и од нејзиното влијание. Доколку Америка се изолира, Америка ќе биде геополитички сила од рангот на Австралија, да речеме. Као што Австралија колку ви е битна вас у светот денес, еве, у вашите секојдневни животи колку ја споменувате како креатор на политиките или било како. Доколку он се изолира, он ќе биде Австралија, некоја таква држава ќе биде. Ќе биде Канада. Ево ова да го неров. Хексет, Пит Хексет. Да. Инаку тој е со значени воени одликувања, медали, воен ветеран од Афганистан. Бил мајор. Пит Хексет. Бил мајор, сега, тоа во Америка е дебата, затоа што не може сега генералите да ги води мајор, тоа е проблем. Да, ма, значи, он се има гледа поинакви става, он беше против повлекувањето од Ирак и од Афганистан. Значи, човекот нема никаков збор за тоа воен ветеран со искуство, со медали за храброст и така натаму, но се залагал за ослободување од кривично гонење на воените ветерани. Проблемот е што човекот воени злоусторства. Бил мајор, сега треба да им биде претпоставен на генерали, тоа е проблем. Секојаш во воена хераργија, тоа е проблем. Нема силни врски со Пентагон. И тука се вели дека тоа може да биде проблем, но има автори на книга, интелектуалец, значи редовен водител на Fox News, мислам некој викенд издание или така по лајт, малку политика, малку забава. Во секој случај нема никаков збор за него. Океј, ајде ќе видиме. Поголем проблем е обвинителот кој го предлага Трамп. Тој е обвинет за сексуални односи дека имал со малолетник, со малолетничка, извинувам. И сега исто има дел дека учествува во sexual trafficking. У моментот кога Конгресната комисија требало тоа да го утврди дали е автентично или не, он се повлекол од Конгресот. Што говори дека може да има путер на главата. Сега, знаеш како? И Трамп таков човек со контроверзни гледишта многу сега сака да го стави обвинител во Соединетите американски држави. Ама тоа си е нивен проблем, да си го фатиме ние нашиот двор. Суштината е дека пред да го затвориме првиот дел, доколку Доналд Трамп воведе тарифи за ЕУ, Македонија индиректно ќе биде огромна жртва на таа трговска војна и македонската економија уште од сега, нели, нашите власти треба да почнат да се припремаат за сите овие сценарија што ќе ни следуваат, за да можеме некако да се реструктурираме и да спасиме и да погинеш колку можеш ќе се спасеш, што би рекла една паметна Кумановчанка во една неизина телевизиска изјава. Иде Дунав, како беше? Колку можеш. И да душа мила, ризик јак, душа мила, и да погинеш колку можеш ќе се спасеш. Суштината е дека ние мора да се реструктурираме и да го очекуваме овој удар, како што го очекува цела Европа. Нормално влогот е многу поголем за Франција, Велика Британија, Германија. Треба да учиме, значи да учиме или ајде за вториот дел, како треба да се однесуваат нашите политичари, треба некојаш и да молат, да коленичат за да ги остварат интересите на својата држава, на себе, на своите деца, на
своите поколенија да им остават што по благосостојава поголема и интересна, убава развојна средина. Значи, Нека го гледаат однесувањето и нека го копираат буквално на европските политичари. Пред изборите дури и Туск имаше една интересна изјава против, не интересна, града изјава против Трамп, сега демантира дека тоа го рекол, па се скара со една новинарка и забрани присуство неговиот кабинет во Полска. Откако се случи победата на Трамп, порано него е сапеа, го игнорира, не сакаа да разговараат со Орбан. Сега сите на рака бацување му отидува во Будимпешта, затоа што сватија дека он цял е не таа... играчот, да. И ние интересите на нивните држави велат, ако е Трамп и кој да е најголемиот ѓавол, ти треба да треба отидеш... да коленичиме според тебе така. Ова се ти цитирам дословно. Еве, слушате ме и кажете ми што се случи во Будимпешта. Не сакаа да му отидат, не сакаа да одржат. Муабет не правя со него се. Сега сите се собрали таму. Па тоа е. И Макрон, веќе големите фраери, значи си го гледат својот интерес. Веќе подолго Ако интересот вели треба со Трамп и со Орбан поинаку, треба да биде пријател, направи го тоа. Значи, Столе, повеќе од година дена на 98 заперки. Ја не слушнав никој да се перчи и да се спротивставува од тие што претходно го напаѓа. Така ли е? Така е, апсолутно си во право. Повеќе од година дена на фреквенцијата 98,1 не е Радио Роса. Бевме на таа, нели, со тој жанр, сега во пузата ќе ја пуштевме, можеби Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Македонскиот народ е тажна песна. Па види сега, Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Ако седиме сега у оној порнографски дел да ја анализираме, многу опасно може да изгледа. Таа е за Раскин, дајте нешто свадба, кај што се земаат. Одиме со кратка пауза за реклами, не е таа песна изборот, не знам што е, ќе чуете сами. Ајде да видиме што вика народот. Вика Богдан Илиевски. Добро, се не е некој представник на народот, а не поише медиумска личност. Вели, емигрираше Златев по победата на Трамп. Не, тука не сум емигрирал. Добро утро, Джонсон Мети е 2 пати појак од сите банки во Македонија. Да, придонесот во БДП на Македонија на Джонсон Мети е најголем индивидуален придонес. И ако се десат тарифите, Джонсон Мети ќе има помал придонес, тоа ќе падне македонската економија. И тоа е само еден пример. Ова важи за се останато. Добро, тоа со Мифтари беше интересен коментар. Леле Златев пак анализира, ако не ви се свига, смени канал, не ме гледај. Јас ви кажувам одредени мислења, а сами ќе осетите на ваш грб и после друг ќе ви биде крив, кој ќе видите што ќе се случи кога ќе имаме тарифи ако имаме тарифи на Трамп кон Америка. Друг вели, ВМРО ДПМН е Мицкоски и Орбан испаднаа најголеми фраери во Европа, што го поддржаа Трамп официјално пред сите. Да, окей. Мада ми не видов некоја. Ако изгубеше. Да, добро сега. Не се случи тоа, но и да изгубеше немаше. Никој во свет не ти забележува за такви работи да се разбереме, никој во свет не ти забележува. Да им кажеме не верувам дека полесно ќе му биде на Путин со Трамп, тоа што го зборуваат сите, затоа што Трамп сака да биде победник. Сакат поготово втор мандат и он сега да си дозволи сите услови на Русија да ги исполни на Путин во врска со војната во Украина и така да ја заврши војната. Јас во тоа не се надевам. Он е бизнисмен, ќе рече, дај ми тоа за да ти дам. Цел Балкан беше за Трамп, еу лидерите мизерно и лигаво поданечки отидоа на Бацирака. Па добро се, тоа не е. Никој не отишол уште на Бацирака и мислам дека доколку Трамп ги најави овие политики, нема да биде ситуацијата Бацирака, таку ќе биде многу поинтересна. Например, Твитер во Европа ќе биде многу подсврсто регулиран, нема да може да прави што сака, така што најголемиот supporter на Трамп, Илон Маск, има проблеми. Ние во Европа има алтернатива. Европа секогаш може да се ослони на Кина, за разлика од Америка која не може. Тоа е
главната предност геополитичка на Европа. Зошто ги навредуваш гледачите Златев? Дали тоа е знак на писменост? Не ги навредувам ја гледачите, ја само. Вие сте слободни луѓе со слободен избор и слободно може да не ме гледате. Да, многу е едноставно. Јас никого не навредувам, јас само ви кажам дека сте слободни луѓе и нема потреба да гледате програма која ве вознемирува. Доколку навистина нешто не ви се допаѓа, не би ве, мене кога не ми се свигаат работи, не гледам. Ја прелюбници, оние како се викаат, што ги женат. На реалното шоу бе. Реалити шоу? Како се викаше бе она стари ергени што ги женат, го заборев. Не гледам такви работи што ме вознемируваат, не ги гледам. Значи, не знам. Не знам. Ако вие зошто гледате работи кои не ви се допаѓаат? Зошто? Зошто се заробувате себе си во таква состојба? Ја навистина не ве разбирам. Чим не ви се допаѓа, едноставно не гледајте. Многу едноставно. Не бараме, не молиме никого, иако имаме навистина многу гледачи во изминатиот период и на YouTube, и на Facebook, и сегде. Така што, зошто би ве... Ај со овој Хекса да завршиме, новиот секретар за одбрана. Проводаџија се вика шоуто, еве добив. Проводаџија. Не гледам, ме вознемируваат такви прости работи, не гледам се, шо да... Тоа е. Па добро, тоа не е непознато. Што добива тој што ќе заврши работа? Пар кондори, кошула, нешто како. Не знам, у секој случај јас... Ќе ги запознаеш, што ќе заврши. Македонска телевизија генерално ме вознемируваат, сите телевизии у Македонија не гледам. Така што зошто вие не го направите тој избор, јас стварно не го разбирам. За Хексен да кажеме, на некој начин е поврзан со нашиот балансер, он е против балансер. Менјам жену, да, има и такво. Тоа е веќе друга работа. Таму столе не слушаат да не јадеме кјотек. Затоа Трамп е ептен упатен. Пута 4, пута 5. Нема, еве сега ќе ги спаси македонците, ајде да видим. Има мислам дека тоа добар одговор. Добар впечаток. Зошто толку Балканот го поддржува, а и овие држави каде што се на власт апсолутисти на некој начин? Затоа што им се допаѓа изолационизмот на Трамп. Од изолационизмот значи дека он нема да им се меша со ширење на дипломатско просветителство, некоја демократија. И тоа им се допаѓа. Тоа е, збориме за лидерите. Не, сега, ако зборуваме за народна поддршка, тогаш причината зашто е многу по-страшна. Исто со причината во Америка. Доколку гледате вие, нели, гласачката структура во Соединетите Американски држави, ќе видите дека преку 70% од луѓето со коледж дегри, односно што имаат завршено коледж, не гласаат за Трамп. Значи, писмените, образованите во Америка не го сакаат Трамп. Исто и со Балканот. И сега што да правиме кога Балканот важи за едно од најлошо информираните средини во светот? Во Велика Британија Брекзитот беше резултат на исто на истата групација. И сега ние доколку порано во светот имало судири на, не знам, по-конзервативни. Се враќаме на Платон сега дека треба мудреците да да владеат. Не зборуваме сега за мудреци или за народот. Јас секогаш за демократија. Демократија е најдобар систем. Но ако порано имаше разлика богати сиромашни во погледите кон светот и кон тоа како треба да изгледа политиката. Потоа имавме нели идентитетски разлики, мажи, жени, христијани, муслимани, вакви и такви. Сега главната поларизација во светот е на образовани и необразовани. Луѓе кои веруваат у науки, луѓе кои веруваат у бајачки. Тие веруваат у бајачки, избраа тоа што избраа. Сега светот треба да се носи со тоа. И демократија е, да, затоа што и тие се важни на планетата, и тие што веруваат во бајачки, и тие што веруваат во Нобеловци, исто вредат за светот, затоа што едните и другите се човечки битија. Ајде ги завршиме овие кои се главните фаворити на Трамп, функционери. Што промашив бе, Перо? Промашив
Вели, Леле Златев немој со анализи, се што кажа промаши. Јас кажав на Канал 5 на Алфа, дека Доналд Трамп има агресивна политика кон Европа. Еве, сега гледаме дека е така. Кај сум промашил јас? Јас нигде не реков дека Доналд Трамп, дури со Гајдов се карав на Канал 5, која му објаснив дека нема Харис така лесно да победи кој што он викаше. Значи, еве ти ги анализите. Прочитај, врати се. Тоа што ти мислиш дека јас сум промашил, тоа е твој проблем, твојата перцепција, тоа што ти навиваш за нешто е друго. Елон Маск беше сам против цела елитистичка банда од Холивуд и Америка и ги победи на купче. Елон Маск е човек кој е финансиран од елитите на Соединетите Американски држави. Елон Маск има добиено проекти од државата за да гради ракети, за да прави ова или она, повеќе од било кој бизнисмен во последните години. Елон Маск е ништо друго освен Starlink што е. Значи од Starlink до Тесла, даночни олеснување во време на Обама и така натаму. И доколку е сакаш да знаеш, Елон Маск пред овие избори, пред последните неколку години од кога го купи Твитер па наваму, Елон Маск беше огромен донатор на демократите во Соединетите Американски држави. Како ќе го направи тоа, нели он за администрација ќе биде главен да ги намалува тоа што се не рече 2000, колку е тоа, 2 тоа е нивни трилиони, како да ти објаснам. ќе го намали буџетот. Се споменува и укинува на FBI и тоа мислам што значи, дали ќе биде види само промена или некоја нова институција. Не знам дали приметуваш дека одбивам да ги анализирам тие нивни внатрешни работи. Тоа не ме интересира. Нема да биде толку драстично, затоа што еве сега Бајден му дозволи на Зеленски да пука долгометно во Русија. Трамп уште нема реагирано, имаше гренал едни изјави дека ова е вовед во Трета светска војна, меѓутоа они меѓу себе веројатно ова е вовед некој во крајот на војната во Украина, затоа што ќе дозволат да ескалира и на тлото на Русија, а после тоа ќе има некој. Види, ова е реакција на поддршката нели која Трамп ја... Обично во овие 2 месеци пред инаугурацијата джентлменски не се прават некои крупни чекори кои што можат да му бидат проблем во однос на Украина. Тоа е посебна анализа. Но еве се случува и мислам дека ова не е без знаење на Трамп сега. Не, дали е со или е неважно. Што се случува? Очигледно е дека ситуацијата се менува во однос на Зеленски од страна на Соединетите Американски држави во однос на Украина. Нема да ви даваме пари како што се договоривме, тоа е ветувањето на Трамп. Последна, ова што сега Бајден му го дава на Зеленски е одреден леверидж, односно предност, зголемување, која што сега треба да ја има во некоја наредно разрешување на состојбите Украина, која ќе седнат на маса, а по доаѓањето на Трамп дефинитивно ќе седнат на маса. И се плашам дека ова ќе заврши лошо за Украина и незината територијална целовитост, што ќе биде символ, ќе биде утре изговор за било какви поместување на граници повторно во Европа било каде, што може да биде огромен проблем кај нас. Затоа што доколку има на Балкан поместување на граници, драги мои почитувани слушатели, не верувам дека Македонија ќе биде така во некаква добивка од таа работа. Сега да се разбереме. А доколку се случи овој преседан, потоа може се и се што да се случува. Затоа, али окей, еве, ја не разбирам, вие анализирате. Ајде да завршуваме ова, да ги анализираме овие предлозите на со Хексе да завршиме, тој фактички против балансерот, како кај нас тука, што е актуелно. Во Соединетите Америки се држи поготово во Пентагон, се вика една дејкултура, форсирање на разноликост во вооружените сили, значи поголемо присуство на маргинализирани групи по секој основ, почнувајќи од ЛГБТ па до етничките заедници, до бојата на кожата и слично. Он е строго против тоа, дека тоа ја ослабнува армијата и Хексет е еден од јастребите за поостра политика кон Кина. Се тоа со Кина што ќе се случи, како ќе се чини целата работа, мислам дека ако е бизнисмен Трамп повеќе ќе оди на тоа да ја одвои Русија од Кина, или он ќе отиде во Кина, да ја одвои Русија од Кина, да ја одвои Кина од Русија, да ја одвои Русија од Кина, да ја одвои Кина од Русија, 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 да ја одвои Кина од Рус
ќе им каже тоа направите, како не го направите, ќе ви се случи тоа. Истото ќе го направи и во Русија. Значи се враќаме на тоа дека ќе се обиде да ги раскара, да внесе раздор во БРИКС. Тоа старо правило раздели па владе. Златев, дали прашај Златев, дали имаш криптовалути и што мислиш за нивниот пораст? Не падна сега. Уште пред изборите јавно кажав дека ако победи Трамп ќе растат криптовалутите и шпекулирав на темата. Пак почна да паѓат, не, и шпекулирав, еве ги сега пак се вратија повторно, нели, во изминатиот период се многу високи. Да, кратката релација по победата на Трамп беше очекувана дека ќе пораснат криптовалутите како шпекулативен асет, што е нормално, затоа што доаѓа шпекулативен председател кој верува во неконвенционални работи, расте и довербата во неконвенционални работи. Во однос, што мислиш за нивниот пораст, тоа е шпекулација, затоа што биткоинот расте, затоа што луѓето веруваат дека тој понатаму ќе расте и дека ќе прават пари од тоа. Тоа е единствениот психологијата на тоа дали нешто ќе расте или ќе паѓа во однос, за разлика од акции кои купувате, во однос на криптовалути, единствената како се вика, единствената причина зашто тие растат, само поради психологијата, поради емоцијата, за разлика, нели, ако купите акции во Тесла, тие ќе растат или ќе паѓаат поради делумно и поради податоците на Тесла, дали прави пари, дали прави иновации, дали освојува нови пазари и така натаму. Во однос на криптовалутите тоа е чиста шпекулација. Ворен Бафет многу одомно има кажано, јас не гледам, вели, зашто би инвестирал во нешто што не носи никаква вредност. Која е вредноста која носи? Што произведува нешто, прави нешто, јаде некој од тоа, знаеш. Небитно, дали имам или не криптовалути е моја приватна работа која нема да ви ја откријам ова утро. Вие друго, демократите пред заминување сакаат да го запалат светот. Нема да се случи запалување на светот, уживајте. Вака, ајде овој Майкл Волц, тој ќе умире советник за национална безбедност. Тој е ветеран исто така. Е бил член на елитната специјална единица Зелени беретки. Има книга напишано, размислувај и води како припадник на Зелените беретки. Тој се залага за јакнење на борбената готовност за можна војна со Кина. Столе, не бараат од нас слушателите да анализираме на преговорите што владата сега ќе ги прави со банките. Дај бе, стај го телефонот на Silent. За преговорите владата чекам битен повик од Америка за врска со Трамп, така да. Кој бе? Па има некоја комбинација да помогнеме на државата. Вели, владата и банките ги продолжуваат преговорите за унгарскиот заем. Следиш ова што се случува? Делумно. Мене една бројка слушнав, ако е така, 500 милиони кредит, 360 милиони трошци камати, тоа е ужасно, ако е така. Значи, владата и банкарскиот сектор продолжуваат со преговори за условите за пласман. Да, имаше со банкарската асоциација заем, имаше средба Мицковска. Додека начално има согласност за роковите на исплата, каматата на заемот станува неусогласена. Суштината е дека овие пари, поради тоа што Македонска банка за обнова и развој со години е уништувана и нема рейтинг и технички можности да ги дава овие пари, ќе мора да се дават преку комерцијалните банки. Нормално комерцијалните банки велат, сега ние сакаме камата и за нас. Сега се преговара колкава ќе биде таа камата и така натаму, затоа што за банката да ги пласира. Чекај, нели државата ќе покриеше камата еден период? Сега испадна самите фирми. Па да, ама има преголема е, па сега колкава ќе биде, шо ќе биде и така натаму. Во секој случај мислам дека ќе заврши оваа работа многу поволно. Барем според мене. Што да завршиме? Со вештачка интелигенција да завршиме? Не можете се. И во врска со вештачката интелигенција, Трамп е либерален. Бајден донесе некој законодавство, поголем дел беше во подготовка, доста рестриктивно. Трамп изгледа под влијание на Маск, он се тоа ќе го избрише. И многу полиберален пристап има околу тоа. Вештачка интелигенција, со тоа да завршиме. Еве, Столе, го прашувам чат GPT, што знаеш за Столе Наумов од Северна Македонија?
Нема се. Јас сум сега ти од Северна Македонија. Прашај го, што знаеш за Вели, кредитите од Будимпешта? Столен Умов е македонски политички аналитичар и чест гостин во телевизиски дебатни емисии. Тој учествува во емисијата Само вистина на Канал 5, каде дебатира со различни соговорници на И актуелни вели дека политички не секогаш теми. во својата емисија е конзистентен со ставовите што ги кажува во емисиите. Наумов е познат по своите критички ставови и анализи на политичките случувања во Северна Македонија. Во декември 2023 тој изрази критика кон претседателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска во врска со нејзините изјави и закани. Исто така во септември 2024 година Наумов дискутираше за можна вмешаност на службите во скандалот со знамето, изразувајќи сомнежи во нивната улога за настанот. Морам да ти кажам... неподготвен. Тоа ме помешал со Наум Штилковски изгледа. Значи, но... За првиот дел, за вториот дел со тебе изгледа. Значи, со Канал 5 тебе те цитира како извори на информации за тебе. Има еден, му се Канал 5 и Мактел, вториот портал ChatGPT што го земал. Мислам дека има сериозен проблем во алгоритмот на портал. Кај шо е релевантно, што не е. Прашај го, кој ќе ги плати каматите за унгарскиот кредит? Кој ќе ги плати каматите за кредитот кој Северна Македонија го зема од Унгарија? Се извинувам што користам постојани слушатели Северна, но ChatGPT немој да ми даде за Македонија регионот од Грција, затоа што мислам дека он е апдейтуван со преспански договор во алгоритмот дека му е ставен. А? Да. Ќе видиме. Го зема од Унгарија за кредитот за компаниите. Ајде да видиме што вика сега. ChatGPT го бара. Уште не бе влезено. Не бе влезено, чек. Ама само види, он даде многу податоци генерално. Да. Еве ти. Вика Северна Македонија обезбеди заем од 500 милиони евра од Унгарија со каматна ставка 3,25, 3-годишен грејс период и рок на отплата од 12 година. Половина од овие средства, односно 250 милиони, се наменети за поддршка на македонските компании. Овие средства ќе бидат пласирани преку Развојната банка и комерцијалните банки до компаниите со истите услови како и заемот. Тоа значи дека компаниите кои ќе ги користат овие средства ќе ги плаќаат каматите под истите услови како и државата. Значи, ChatGPT вика дека нема компаниите повисоки камати да им плаќаат на банките. Нема. Тоа е ChatGPT вика мора да е вака. Вака е обеќано и тоа е тоа. Он е многу бинарен, нема кај него, не можеш него да го изложиш, не он македонец. Не ги следи новите состојби. Ова се повикува на изјави од пред 2-3 недели од Мисковски. Чекај да видам, а што е со преговорите на владата со банките? Ајде да го прашаме што е ChatGPT. Го бара владата, добро. Добра анализа. Вели, целта на преговорите е да се утврдат условите под кои комерцијалните банки ќе ги пласираат овие средства до компаниите, доколку комерцијалните банки одлучат да наплаќаат провизии, средствата ќе бидат пласирани преку Развојната банка со цел да се обезбеди. Ама ова од 17 септември не е апдейтиран со најновите информации. Да завршуваме со што завршуваме? Еве си го читал. Ево ми вика ChatGPT не лажи, велат ChatGPT функционира со Македонија, не се прави паметен. Јас работам со него, вели Перо Ангелов. Перо, што ја ти правам? Ние тука прифаќаме преспански договор, ја следиме претседателката Гордана Силјановска, откако Гордана Силјановска во Обединетите нации го кажа наживот на името кој во ова студио кажа дека никогаш нема да ја нарече Северна и ние почнавме се. Што да правиме? Столе така ли е? Ајде со вие настави да завршиме, вели иднината на Европа
по доаѓањето на Трамп се гледа црна, но сегашноста е уште поцрна. Што значи дека има надеж. Ај така да завршува. Кој го вели тоа? Што и да направи Трамп? Еве аналитичари од Financial Times, од економист. Така да не може да биде полошо. Тоа е надежта дека што и да направи Трамп може да биде подобро. Мислам дека ние со 600 евра просечна плата не може баш да им завидиме да зборуваме за никаква црна иднина и сегашност на Европска унија. У најлоша варијанта, доколку најголема пропаст им се случи, они ќе живеат како што живееме ние. А ние како ќе живееме? Тоа, почитувани слушатели. Ова малку ми пречи. Трамп ќе ги тужи големите медиумски куќи поради лаги и клевет. Тие се непријателот на народот, па бара по 10 милиарди долари обештетување. Ке добие. Ајде да видиме што ќе добие. Почитувани слушатели, останете со 98,1. Уживајте со во денот. Се гледаме утре повторно заедно со Искра Коровешовска. Ке разговараме. Кажи ми нешто за Лондон. Цените какви се? Многу поскапи од тука? Па ша. Зависи. Не, вистина ли дека во Македонија, во Британија не е така, во Македонија во последно време, последната година, потешко е да се прехраниш отколку да се облечеш. Види, и таму е проблем со зголемување на цените на храната. Значи, генерално во маркет, кој ќе ви кажат цените се исти во маркет, кој тука ве лажат, поскапи се таму, но се поскапи за некој 10, 15, 20%. Да бидам искрен. А платите се 70, 80, 100, 200%, 300%. Па просечна плата таму у моментов мислам дека е 2500 фунти, 2200-300 фунти. 3000 и нешто евра, така, 3500. А кај не, помалку, околу 2700, 2600, небитно. Значи повисоки се просечните плати. Цените во маркет се малку повисоки, да. Цените во кафани се многу повисоки. Значи попустите се многу на попуст поголеми. може да купите. У Македонија нема попусти, да се разбереме, но ја на пример си купив за цела фамилија облека за многу ефтина цена. У Македонија за тоа ќе платев многу повеќе од што платив таму, зборувам. Не знам. На пример, една јакна што тука чини од тие потака. Тука чини 400-500 евра, таму чини 90 фунти на попуст делам. Ти сега да ја земеш од ама е ланска сезонова или такво тука нешто. И после 2 сезони тој попуст можен ли? Како? Тука викам Нема, тука нема, не постои. Ние немаме аутлети, тоа е главниот проблем. Сега за облека, за такви работи може да си купите многу поевтино од овде. Ама има попусти, ама веројатно има аутлет за тоа што има голема побарувачка, големо општество. Ние го немаме тоа. Сега да се разбереме. Колку е кафето? Кафето е па со кисела вода негде околу 300 денари, 350, 400. Дупло постклапа од кај нас, у Скопје да пиеш кафе. Кај нас кафето е тука веќе 2 евра по. Така. Таму 5 фунти ќе те фати, значи ти кажем 5, 6, зависи 8. Хамбургер у Макдоналдс ти е цел пакет голем, да речеме, со добар, тој ти е поголемите, не најмалите, ти е некој 8, 600 денари. Па не можеме да споредиме, немаме Макдоналдс, писа колку е, не знам. Колку Гиро, гиро јадев, тука е околу 4 евра. таму е 10 фунти. 9 фунти, извини. 9 по 70, колку е тоа? У евра, у денари. Околу 500 и нешто. Така. Не, 70, чекай. Се морали да пресметаш, ај види на мобилниот. Скапичко е. Значи, скапичко. Со оглед на платите е поевтино од кај нас, кога ќе видите колку заработуваш, колку взимаш, но за нас е скапо. Почитувани слушатели, останете со 98,1, се гледам утре.